Може ќе завршиме и за саат време, го сека. Мислам, зависи од муабет. Да, Ајде ќе. иако Zoom е 40 минути една сесија. 40? 40. Е, па капитализм, Здравко. Ja. Јасно. Ти дават уфте. Да. Така. Ам, Секојаш некои проблеми. не, ти си левичар на дело и на збор, затоа живееш Да, со да. оскуден интернет, во оскудни услови, така што мора да ти се верува на збор. Да. Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Ова утро за мој соговорник го имам Здравко Савески. Здравко, добре дојде на каналот Татунчо. Добре ве најдов и баш ми е мило за поканата и се надевам дека добар муабет ќе направиме. Ова е од прилика трето гостување, ако не се лажам, така? Да, да. Така, одлично. Јас многу пати кога ќе ги закажувам интервјуата, секогаш се спремам за непријатни и остри прашања, ама некако не е тој мој стил и на крајот испаѓа дека правиме супер пријателски муавети. Да, така е најдобро. Првото од моите провокативни прашања за сега е дали левицата во 20-тиот, особено нели во овој 21 век, не го изгуби својот идеолошки компас? И сега, за да не биде абстрактно прашањево, ќе го елаборирам. Левицата својот подем го имаше во 20-тиот век како идеологија која што пред се ги застапуваше работничките права. Тука не ведам строго на оние комунистичко-болшевистички идеи, туку зборуваме и за социјалистичките идеи, и за анархистичките идеи, па дури и за социјалдемократијата од 20-тиот век. Во 21-виот век, особено во оваа деценија што ја живееме сега, светската левица, светските леви партии се претворија во woke партии, кои што заборавија дека големото мнозинство кое што ги гласаше и ги поддржуваше беше работничката класа и се посветија нели на бранење на таа woke агенда која што подразбираше пренагласено инсистирање со сексуални малцинства, пренагласено инсистирање со зелена агенда, пренагласено инсистирање на државна контрола на сите аспекти на животот, дали тоа значи приватност, дали тоа значи собственост, дали значи начин на живот, здравствени третмани и слични работи, така што мене ми се чини дека моменталната состојба не е толку резултат на тоа дека десните партии се брави, ги бива, туку дека едноставно таа идеолошко потфрлање на левицата си го направи своето. Гледај, дека левицата го има изгубено идеолошкиот компас, тоа во добра мера ќе се согласам дека е точно, дури ќе кажам дека уште посериозен е проблемот. Левицата ја изгуби инспиративноста во однос на голем дел од населението. Значи, луѓето не ги инспирираат левичарските идеи и тоа е уште поголемиот проблем. Но ете да зборуваме за губењето на идеолошкиот компас. Значи, идеолошкиот компас треба да сочува онаму каде што Маркс утврди со 11-та теза за Фойербах. Значи, филозофите само различно го толкувале светот, а идејата е тој да се промени. И сега, некој ако не се стреми да го промени светот на подобро, тогаш тој веќе не може да тврди дека е левичар, дека е марксист, дека е комунист. Тука е најголемото губење на идеолошкиот компас. Она што ти го спомна, она што е идентификувано како воук, со презирен тон, во принцип и тоа во добар дел е точно во однос на дел на левицата што се либерализира. Бидејќи тука, кога зборуваме за либерализмот и левицата, зборуваме за сосема две различни парадигми. Либерализмот тврди дека секој од нас е посебен и засебен и секој е изолиран од сите други. И сега ние треба да се концентрираме според либерализмот на неговите индивидуални права.
Парадигмата на левицата е многу различна од ова. Диаметрално спротивна, де факто е. Значи, левицата сака да утврди каде се оние работи кои нас не прават едно, кои ни се заеднички, кои не тераат да чувствуваме дека припаѓаме на една заедница и дека ние како припадници на една заедница можеме да ги напредуваме своите права. Значи, додека либерализмот инсистира на нашите разлики и ги боготворува разликите, левицата инсистира на она што не прави заедно. Е сега околу тоа што значи ја изгуби левицата својата инспиративност и што е голем проблем. Голем дел од причината не се само неуспесите во 20-тиот век, значи оние што се нарекуваја комунисти успеа во добар дел да ја оцрнат идејата за изградба на подобар свет. Но не успеа тие до толку да ја оцрнат работата, колку што спротивната пропаганда сето тоа го прикажа во негативен контекст и луѓето тоа фино лепо го проголтаа. Па имате контекст кај што секој стремеж за изградба на подобар свет се поврзува со сталинизам, додека па од другата страна не се ни перцепира дека фашизмот е вид на капитализам. Значи, секој и најблаг стремеж на социализам е најцрн, додека тоа што има огромен број диктатури и убиства и зверства кои ги извршиле власти кои биле капиталисти, тоа едноставно го игнорираме и не сметаме дека тоа е некоја карактеристика инхерентно поврзана со капитализмот. Добар дел од тоа што ја изгубивме инспиративната моќ е во голема мера тоа што луѓето потпадна на под капиталистичката култура. Капитализмот на луѓето и на експлоатираните им нуди одредени добробити кои се добиваат со огромна цена. Тука пред се мислам на конзумеризмот и луѓето едноставно се наведени да го игнорираат наемното робство што им го наметнува капитализмот, бидејќи во слободното време имаат можност да уживаат во разни видови ефтина забава, да бидат преплавени со безвредни стоки и да имат еднократни производи кои веднаш можат да ги фрлат. Таква е капиталистичката култура, таа е неодржлива, но едноставно луѓето ги корумпира да сето ова го сметаат нормално и прифатливо. Сега иде да видиме па од другата страна како стојат работите. После изборот на Доналд Трамп во Америка, очигледно е дека како да добија ветер во грб и сега сваќаме дека пола Европа е практично во закрилата на десните, се повеќе и екстремно десните политички движења, кои што она што беше мага или Make America Great Again на Трамп го земаат како своја инспирација и сега веќе се прават и движења од типот на мага, односно Мега, односно Make Europe Great Again. И што всушност тоа значи, како резултат на што се јавува? Не верувам дека потфрлувањето на левицата е доволен импулс за да се ова се случува. Потфрлањето на либерализмот, тоест тука е во голема мера виновен, значи вложија невидени напори. Значи тој механизам за кој зборуваме сега се вика општествен инженеринг. И ете, например, нешто сега Трамп кажа или трамповси, демек левицата во која тие подразбираат либералите се вдале на некој општествен инженеринг. Општествениот инженеринг е
нужен нус продукт на секој систем. Значи, секој систем, капиталистички, социјалистички, феудален, се стреми да ги обликува луѓето, да ги социализира, да ги воспита, као сакате кажете, во духот на својот систем. Ако тоа не им успее, тогаш тој систем го губи легитимитетот и прашање на време е кога ќе биде соборен, бидејќи едноставно нема да има поддршка. Она што либералите го направија во својот општествен инженеринг го атомизираа општеството во смисла каде што секој почна себе си да се гледа како изолирана единка, индивидуалец во однос на сите други, едноставно по она Тачеровата веќе не гледаа дека постои општество. Значи, туку некое мноштво или збирштина на индивидуи кои секој за себе си го гледа својот интерес. И кај што никој не гледа нешто повисоко од собствениот личен интерес. Сега проблемот испадна од гледна точка на либералите и од гледна точка на сите нас, што овој општествен инженеринг испадна преуспешен. Толку успешен што ги направија луѓето доста егоистички и доста буквално силно да веруваат дека не постои повисоко добро од собствениот интерес. Такви луѓе, кога ќе им се понуди соодветна десничарска приказна дека некој друг однадвор е виновен за нашите проблеми, тие многу лесно успеваат да ја прифатат таа теза. И сега, не е проблем тоа што Илон Маск има натрупано огромно количество богатство, што не тој, туку следните негови 10 поколенија нема да можат да ги потрошат, туку одеднаш биле проблем имигрантите кои доаѓаат во Америка за корка сув леп. И сега, можно е тоа. Едноставно, со луѓе кои веќе ја изгубиле емпатијата и едноставно сакат само да најдат таргет на која ќе посочат кој е виновникот за нивниот проблем. Така што денес влегуваме веќе доста отворено во нова фаза на фашизација на светот и ќе има огромно страдање и тоа е многу жално. Но за жал сето тоа некако барем досега не успеавме да се спротиставиме и тоа е она што го добиваме заради нашата пасивност и заради нашиот неуспех да понудиме различна визија и тука во крајна линија ќе го ставам и неуспехот на левицата во таа насока и да речеме без јас самиот да се иземам од тоа. Ја спомна имиграцијата, сакав малку подоцна да те прашам за тоа, но еве кога сме веќе тука, зошто во јавниот наратив за емиграцијата не се зборува првен дека земјите каде што има емиграција, Америка, Западна Европа, всушност тие луѓе имаат тие земји имаат насушна потреба од имиграција затоа што немаат доволен природен прираст, а имаат развиени економии. Прва работа. Втора работа, сите имигранти не доаѓаат од Шведска, од Норвешка, од Финска, не доаѓаат од Германија, доаѓаат од земји каде што истите овие држави на некој начин се виновни за тоа што се случило во тие земји, дали тоа Либија, дали е тоа Афганистан, дали се тоа одредени афрички држави каде што директно капиталистичките, империалистичките интереси создавале војни, создавале разрушување и подоцна ги наоѓаат. Јас имам чувство дека материјалните ресурси ги исцрпуваат преку грабање, преку корпорации, додека ова имиграцијата е исцрпување на човечкиот ресурс, а при тоа да се жалат дека им е лошо. Да, многу добро кажано.
Значи, она што, на пример, без тие имигранти, тие богати земји не може да функционираат. И се надевам дека Трамп нема да успее во чистењето на имигрантите од неговата земја, но под услов да успее по невидено страдање, она што тој ќе успее да ја упропасти американската економија. Значи, едноставно, американската економија без тие 10 милиони имигранти кои им ја вршат работата на привилегираните американци, што тие не сакаат или чувствуваат презир да ја вршат, едноставно не може да функционира. Или да ја земе во Европа примерот на Германија. Германија има едно од најстарите населенија во светот. После Италија и после Јапонија и Италија, трета е Германија според старосна структура на населението. И без прилив на странска работна сила, тие едноставно би доживеале економски крах. Но едноставно ние ете и во голема мера со право на левицата сметаме дека доста глупи се на десницата, едноставно тие не можат да ја видат работата на второ ниво. Значи, имигрантите биле проблемот, а дали без имигрантите тие може да функционираат како високо конзумеристички економии, тоа не го поставуваат како прашање. Исто, многу важно е што го нагласи моментот. Секој човек, значи бил тој од Африка, од Македонија, од Близок Исток, не знам од каде, од Средна Америка, тој би сакал да живее во неговата земја и во неговата земја да има добри услови. Но ние имаме ситуација кај што истите тие богати земји поставуваат корумпирани, даваат тамин корумпирани политичари да бидат на власт, капиталистите ги поддржуваат и самите као капиталисти им ги земаат ресурсите и создаваат катастрофални услови за живот, понатаму дури им создаваат војни. И сега одеднаш зошто тие заминувале во тие земји, во нивните земји? Па нормално сте им ја уништиле земјата, или сте во крајна линија, дури да нема активна улога, дури пасивната улога е проблематична. Едноставно имале проблеми, вие едноставно не сте сакале да преземете ништо во врска со тоа. Сега луѓето нормално е да бегаат. И особено би сакал да кажам во контекст на Македонија, бидејќи тука имаме чудни луѓе, некои, кои истовремено сакаат самите да имигрираат, а при тоа поддржуваат антиимигрантски ставови, да речеме, на Трамп. Дали тие луѓе, се прашувам, се свесни дека ако ете успеат да имигрираат, да речеме во Германија, дека ќе се соочат со антиимигрантските расположенија на луѓето кои се подпалени од радикалната десница и како тогаш ќе реагираат кога ќе бидат третирани како луѓе од втор ред. Ба не, мислам дека чувството, може би не е и толку свесно чувство кај таквите луѓе, дека ние сме бели и сме христијани и затоа сме Да, да. специјални различни, или не сме како црните од Африка. Да, и тој расизам кој не е подигнат на свесно ниво, го има и е доста проблематичен, бидејќи најчесто е левичарска теза, она што ние забораваме е дека сите ние сме луѓе. Така што она што е важно кај одреден човек е како размислува, како чувствува, а не каква боја на кожа има или каков јазик зборува. Така што и сега гледаш, ова е многу различно од либералистичкиот дискурс кај што треба да ги почитуваме различностите. И сега, дали всушност овој токсичен патриотизам кој што се јавува е едно од основите или основните постулати за раѓање на новиот фашизам? И ќе го илустрирам ова со една работа која што пред известно време ми дојде како факт, не ја знаев. Значи, сите го знаеме
знакот на фашизмот. Не е свастиката, тоа е нацизмот. Фашизмот има една секира која што е закачена на повеќе сноп од прачки, така? И тоа е символот кој што, мислам дека е древен римски символ, кој што фашистите го имаат земен за свој символ. Моето прашање е што бара истиот тој символ лево и десно од седиштето на спикерот на Американскиот конгрес? Не сум го видел, така што не можам да коментирам, но ајде да се вратиме значи на патриотизмот и таа е многу важна тема. Бидејќи таа наводно е причината зашто луѓето стануваат десно ориентирани и слично. Значи, повторно либерализмот и капиталистичката култура ги прави луѓето да бидат да се мислат дека се изолирани од било што и дека не постои никаква заедница. Но капитализмот во оваа точка прави нешто што е спротивно на човечката природа. Човекот по битие свое е дел од заедница. Значи, на луѓето не може едноставно да му ја тргнете, да му го тргнете чувството на заедница и тој човек да се чувствува задоволен. Може не знам колку пари да има, ама едноставно не може, среќата не може да ја купи со пари. И сега тука се наоѓа патриотизмот, има голема разлика, ова го кажа во наводници, бидејќи не е патриотизам, туку е национализам. Кај што таквите луѓе кои капитализмот ги направи осамени, наоѓаат некој вид на заедница, на припадништво на група на која ќе им припаѓаат. Но таа група најчесто е етничката група. Тоа решение е половично и контрапродуктивно. Половично е бидејќи е партикуларистички. Одеднаш вие не гледате дека фактички групата, главна група на која ние сите припаѓаме е човештвото, а не она што вештачки националистите го делат на нации. Контрапродуктивно е бидејќи така, ако се прифати тоа гледиште, тогаш едноставно доаѓа до судири со одредена перцепирана спротивна група. Додека сите ние фактички и кога ќе видите еден сиромашен македонец и еден сиромашен албанец имат многу повеќе заедничко во нивниот начин на живот, нивните стремежи, отколку богатиот македонец и сиромашниот македонец. Така што тие поделби по етничка линија се доста вештачки. Важно е човек, повторно ќе кажам, што чувствува, а не на кој јазик ги изразува своите чувства. Патриотизмот да си ја сакате сопствената земја е сосема во ред. Да ја сакате, да си го сакате местото во кое живеете. Но имајте предвид дека да речеме во тој случај, во конкретниот случај за македонците, патриотизмот подразбира дека патриотот гледа земјаци. Значи, оние што живеат на исто парче земја со нив, им се земјаци и на тој начин тие се дел од неговата им група. Значи, група на припадност. На македонците земјаци во Македонија им се албанците, турците и останатите. Додека за национализмот неговата група на припадност е неговата етничка група. И веднаш тука албанците во Македонија за национализмот се некои што се надвор од неговата група на припадност. Значи, за македонецот патриот, албанците во Македонија се земјаци, но за националистот кој гледа сонародници, а не земјаци, тие се надвор од неговата етничка група. Така што тука може да се забележи дека има значителна разлика помеѓу патриотизмот и национализмот и би очекувал, да речеме, барем националистите да бидат
доволно искрени пред себе и пред другите да се кажат дека се националисти, а не само така да се кријат за смоквиниот лист на патриотизмот. Ако се патриоти, тогаш заедно со Никола Карев и од Крушевскиот манифест ќе им се обраќа на нашите драги земјаци, као сека и мили комши албанци, со малце по толерантен и попријателски тон, што доликува на земјаци, а не со националистичка омраза што доликува на еден националист. Во прилог на ово можеме да ти кажем од лично искуство дека земјаци се доживуваат не само македонците и албанците од Македонија, туку земјаци се доживуваме сите луѓе кои што ќе се најдеме на овој поширок простор некаде надвор. Значи дали се тоа Срби, црногорци, босанци, хрвати. Така, така. Ама интересното е дека треба да се најдеме на некоја неутрална територија некаде надвор од Балканот. Кога сме на Балканот мораме да бидеме раздвоени. Еден друг момент би сакал да те прашам, поврзан повторно со ова, тоа е една тема која што знам дека ти е блиска, тоа е екологија. За да биде Париз и Берлин или Вашингтон чист град, да се дише чист воздух, за да се има електрични автомобили, зошто ја прифаќаме идејата дека таму некаде во Индонезија или во Србија или во Македонија треба да биде валкано и загадено? Па не ја прифаќаме на одреден начин таа теза, ама тоа нема врска веројатно веројатно нема врска со тоа дали буквално е чисто по улици во Париз и слично. Она што ќе се надоврзиме во муабетот на патриотизмот, ние имаме такви самонаречени патриоти што прво немаат никаков проблем да ја загадуваат, да фрлаат ѓубре во сопствената земја, а демек се патриоти. И втора работа, имаме патриоти кои, сакаат да избегаат од земјата, а и после од странство да кажуваат дека многу ја сакале. А одат да работат за профитот на други луѓе наместо да придонесуваат за сопствената земја. Она што ние, бидејќи ја немаме таа чувство на припадност кон човештвото, нас ни е тешко да сватиме во однос на екологијата една многу важна разлика, дека атмосферата не познава национални граници. И дека можеби во што е, да речеме, многу јасно кога ќе се каже толку јасно. Атмосферата не познава национални Па ни граници. океаните и морињата, нели? Точно. Така што едноставно се поврзани проблемите и едноставно тој дискурс на либералниот прокапиталистички екологизам дека важно било да биде чисто и да биде средено во Париз или во Лондон или не знам каде, а при тоа да ги игнорирате проблемите со суши, со поплави и со загадување општо во другите земји од светот е едноставно невозможно и рудиментирано и заглупувачко размислување во ерата на климатска криза. Така што ние се соочуваме како човештво, а не како французи, македонци, албанци, туку како припадници на човечкиот род, со обврска и одговорност да ја средиме климатската криза, тоест проблемите кои капитализмот ги создаде и кој е неспособен да ги реши. А кои се решенијата, Здравко? Значи, гледано од аспект на обични луѓе, јас и ти сме обични луѓе кои што нити се на функција, нити можат да влијаат на тековите на економијата. Кои се решенијата според тебе? Гледате, во однос на решението на климатската криза, тоа е проблем кој засега во структурата на самото функционирање на економијата, на капиталистичката економија. Она што се разви како наратив во еколошките кругови кој е доминантен, има врска со наоѓањето на технички решенија за проблемите.
И ова влече корен од еден друг сериозен проблем, екзистенцијален, со кој се соочи човештвото и целиот жив свет во 80-тите години и кој беше решен на многу технички едноставен начин. Значи, зборуваме за озонската дупка. Кога забележа што е проблемот, тогаш на сите им се смрзна крвта во вените, бидејќи можеше само за неколку години целиот жив свет на планетата, вклучително и на луѓето, да настрада сериозно. Но се утврди дека е технички проблемот, CFC хемикалии, и ги сменеа тие CFC хемикалии и во моментот проблемот со озонската дупка во голема мера заздравува. Она што мислеа дека е можно во врска со климатската криза и со климатските промени е дека може да се изнајде исто такво техничко решение кај што ќе смениме некоја во дадениот случај со озонската дупка хемикалија, тука ќе смениме наместо фосилна енергија, ќе одиме со обновливи извори на енергија, нема да го чепниме економскиот систем и решен проблем. Ама 30 години го решаваат проблемот на овој начин и едноставно не може да се реши, бидејќи не е проблем, не е маргинален овој проблем, туку е проблем кој засега во структурата на самото функционирање на системот. Капитализмот е систем на економски раст. Тој не може да постои ако нема економски раст. Ако нема економски раст, тогаш има сериозни проблеми као криза, создавање голема невработеност и социјални немири. Значи, едноставно капитализмот мора да има економски раст. Од друга страна, економскиот раст значи се поголемо исцрпување на природните ресурси и се поголемо создавање ѓубре. Значи, за решавање на еколошката криза, нас ни треба одраст. За во услови на капитализам, за да нема социјални немири, нас ни треба економски раст. И тука е проблемот. Значи, едноставно, ако ние сакаме да ја решиме климатската криза, а мора да сакаме ако сме заинтересирани за нашата иднина и иднината на нашите деца, не на нашите поколенија по 10 генерации, на собствените деца. Ако сакаме да го решиме проблемот, ние мора да видиме дека капитализмот е проблемот и дека мора да создадеме ново општество кое ќе биде еколошки и социјално праведно. Здрако, во сите овие работи кои што ги зборувавме до сега, една работа која што е поврзана со нашата директна одговорност, кога велам нашата како поединци, како луѓе кои што учествуваме во општествениот систем, а тоа е консумеризмот. Тоа е една нова болест која што неосетно се пикна во нашите животи и ние што сме повозрасни се сеќаваме дека своевремено не се концентриравме на рециклирање, туку се концентриравме на повторна употреба на работите, а сега рециклирањето ни се нуди како некаква голем изум и истовремено сме бомбардирани од сите страни со реклами, сме бомбардирани со оно што ти го кажа, ефтини, лесно достапни стоки, без притоа никој да ни објасни што стои за сето тоа. Да, конзумеризмот е огромниот проблем, како фактички капитализмот као систем ги корумпира граѓаните и значи конзумеризмот е начинот како капитализмот ја обезбедува поддршката за себе. И како што претходно кажав, и таа е многу важна теза, луѓето се стремат да го игнорираат фактот дека се доведени во ситуација да морат да работат за својата екзистенција, значи да бидат сведени на ситуација на наемни робови, бидејќи им се нуди се тоа треба да го заборават, бидејќи можат во слободното време да уживат во енормно количество на ефтина забава, ефтина храна, која е доста неквалитетна и ефтина облека, значи брза храна, брза облека и слично.
Она што им се нуди како маркетинг е дека на таков начин може да ја купат среќата. Со што поголема потрошувачка, можете да ја купите среќата. И за ако не сте срекни, едноставно треба да имате повеќе пари, да се стремите да имате повеќе пари, за да купувате повеќе работи, да шетате повеќе и на таков начин вие ќе бидете срекни. Сега, она што чудно испаѓа дека луѓето денес потрошуваат многу повеќе отколку порано, шетаат многу повеќе отколку порано, а се несреќни. Многу повеќе отколку порано. И сега тука ќе да има нешто што не е онака као што оди пропагандата на капиталистички организации и општо на капитализмот. Значи, едноставно конзумеризмот не може да даде трајна среќа. Може да даде краткорочно задоволување откако ќе купите одредена стока и после тоа, но ако вие сте трајно задоволни со поседувањето на таа стока, тогаш не може оно што ви го продава тоа да остварува траен профит. Може еднократно да оствари профит и толку. Затоа механизмот делува на следниот начин. Откако вие ќе ја купите одредената стока и ќе имате кратко задоволување, тогаш нужно мора да ви создадат незадоволство, бидејќи го немате најновиот предмет од таа серија. Значи, откако ќе го купите iPhone-от, одеднаш ќе извадат нов модел на iPhone кој вас ќе ви создава чувство дека вие имате помала вредност бидејќи го немате најновиот модел. Значи, тој циклус е на краткорочно задоволување и трајно незадоволство. Ова не е начинот на кој ние можеме да ги живееме животите. Ние можеме да живееме многу подобро со многу помалку работи. Но за тоа треба промена на нашиот начин на размислување и на ослободување од онаа корупција која ние наметнеме. Бидејќи тука кога зборуваме за корупција, на цел муабет, на цела концентрација во Македонија на тема корупција, луѓето не знаат, и интелектуалците не им кажуваат, некогаш бидејќи и самите не знаат, дека има два вида на корупција. Материјална корупција, која се вика подкуп, и морална корупција, која не е тематизирана, а која значи пат во морален поглед. И она што фактички либерализмот денес го создаде како нормален начин на размислување, вие да не гледате ништо подалеку од својот нос, ништо поголемо од вас самите, тоа во други времиња, не толку одамна, се сметаше за неморално однесување и е неморално однесување, не само што е неморално однесување, туку е крајно штетно. И по општествено ниво, ама ете, дури ќе се држиме на индивидуално ниво. Луѓето што си гледаат само за себе, многу чудно од таа гледна точка, не се задоволни од собствените животи. Бидејќи едноставно не е патот до среќата голиот егоизам. Парадоксално е тоа, колку сакате кажувајте, ама едноставно егоистите не се оние кои се на врвот на скалилото на луѓе кои имаат живот на среќа. Да, се согласувам, алтруизмот и емпатијата се карактеристики кои што луѓето кои што се емпатични, кои што се алтруистични, му возможуваат им да бидат посрекни. Не знам, некоја чудна формула. Она што го кажа околу интелектуалците кои што не им кажуваат на луѓето за типовите на корупција, заборави да кажеш дека добар дел од нив исто така се корумпирани. Дефинитивно. И ние имаме проблем кој се нарекува предавство на интелектуалците. Предавство на интелектуалците е кога интелектуалецот, дури и кога ќе знае нешто што не е во ред,
едноставно одбива да не го каже тоа поради страв од судирот со центрите на моќ или поради притисокот од јавното мислење. И она што нас ни треба е повеќе одговорни интелектуалци, да се биде одговорност е меѓу другото и морална обврска. Некогаш да го кажете, обврската е во тоа, некогаш да го кажете и она што луѓето не сакаат да го слушнат. Например, кај нас секому му е јасно дека нашите политичари не чинат. Но оние проблеми што ги имаме, не е само тоа што проблемите наши се концентрирани само на сферата на вршителите на државната власт. Ние имаме голем проблем со корупцијата конкретно на основно ниво, кај што обични луѓе нормален начин на реакција кога ќе се соочат со прекршок кој го направиле е да пробуваат некого да подкупат. И сега човек кој тоа го направил истовремено зборува против корупцијата. И сега тука има нешто што се вика морално право. Морално право да критикувате нешто го имате само кога вие тоа не го направите. Но, ете, например, кај нас категории како морално право, морална должност, едноставно се заборавени и не се присутни во јавниот дискурс на нашата земја, што е голем минус. Но пратете сега, ако еден интелектуалец им кажува на луѓето за да критикувате нешто, мора да имате морално право да го критикувате тоа, одеднаш тоа нема да ви обезбеди поени кај обичен народ. И едноставно, интелектуалците се однесуваат као политичари, од типот на бркаат популарност по секоја цена и крајно се воздржуваат да кажат нешто што не се сака да се слушни, а е нужно да биде кажано. Сега еден феномен кога веќе зборуваме за проблемите што се присутни помеѓу нас обичните луѓе, а тоа е оној грабаторски однос кој што го имаме. И јас тоа го гледам преку обезличените згради каде што за да се направат неколку метри квадратни повеќе се преградуваат тераси, се доградуваат работи до што легално, што нелегално до зградите, се зафаќаат тротоари, се паркира по тротоари, се прават слични работи. Истовремено тоа се случува во држава каде што степенот на религиозност е многу висок, значи не зборувам таму за една религиозност, значи било која конфесија, значи религиите кои што проповедаат свој виден морал и етика кои што треба да бидат нели многу високи затоа што протекнуваат од Бог, а сепак тука обичниот човек е сведен на тоа да биде грабаторски настроен, а истовремено и сервилен кон системот, да не речам, да ја нуди својата робовска работна сила. Да, например, додуша на темата дали ние сме религиозно општество, јас обично кажувам зависи од критериумот. Ако критериумот е, ете, барем за христијаните, да го сакаат својот ближен, тогаш ќе испадне дека бројот на христијани во Македонија е многу мал. Ако зборуваме за чисто формално одење во црква за главните празници, тогаш ние сме многу религиозна земја. Така што зависи од критериумот. Дали Македонија е религиозна или крајно атеистичка земја. Ова изрека на Исус е доста важна, ќе ја кажам, бидејќи таа оди во спротивност со она што не убедува либерализмот и капитализмот како идеологија, дека ние треба да си гледаме само самите за себе. И како што гледаме, тука и не случајно Исус го сметаат за еден од првите социјалисти, значи, или го сакаш доброто на ближниот, или си гледаш за собствениот интерес. Не може истовремено да ги имате и двете. И на оваа теза, и она колку кај нас едноставно не име гајле за ништо подалеку од
собствениот нос, што кажува колку длабоко е навлезена капиталистичката култура или некултура кај нас. Значи, едноставно, луѓето мислат дека тоа е нормално однесување. Левичарската, социјалистичка, комунистичка идеја оди на линија кај што ние не се чувствуваме како изолирана единка надвор среде едно мноштво на други изолирани единки, туку ја гледа заедницата и ја гледа добробитта на заедницата и напредувањето на наше лично добро преку напредување на заедницата. И тоа е друг начин на размислување. Но кога себе си се гледате како дел од заедница, тоа има дури на лично ниво, на психолошко ниво, одредена добробит. Таа добробит е одеднаш вие не се чувствувате изолирани сами. Само ќе потсетам дека во овој момент во светот хара една епидемија, а таа е епидемијата на осаменоста, која многу нормално се јавува, бидејќи ги направија луѓето индивидуалисти, бидејќи кога вие гледате само личен интерес, едноставно вие во крајна линија ќе завршите без пријатели и после ќе се чувствувате осамени. Значи, заедницата е многу важна и тоа ние да се чувствуваме и да се однесуваме како дел од заедница е многу важно. И кога зборувам заедница, не мислам само на нашата општествена заедница, туку зборувам и за нашата природна заедница. Значи, ние сме дел од природата, а не као што капитализмот сака да не убеди дека ние сме надвор од природата. То не знам и како е можно да се мисли дека ние сме надвор од природата. Каде? Ние сме на Марс, а природата е на Земјата, или Земјата е на Марс, ние сме на природата. Така што ние сме дел од природата и ние треба да се однесуваме као дел од природата, а за навистина интимно да го почувствуваме тоа е преку чувството што е спротивно на либералистичката и капиталистичката пропаганда, дека ние припаѓаме, дека ние сме дел од таа заедница. Нека пробаат луѓето да се почувствуваат како дел од заедница и веднаш ќе ги добијат добробитте, барем на краток момент, од тоа чувство. И сега за најголемиот, според мене, виновник во целава ситуација, тој е монетарниот систем. Овој капиталистички систем кон кој ти постојано го покажуваш прстот е придвижуван од монетарен систем кој што се заснува на неограничено печатење безвредни пари и за да сето тоа се поддржи, тој степен на експлоатација и на консумеризам треба да биде уште поголем. Илузијата е дека постојано, откако е значи, создадена современата македонска држава, 1 евро се менува за 61,5 евра, ама како никој да не сваќа дека скриениот данок наречен инфлација го јаде и еврото. Како би можеле да гледаме една иднина на еден монетарен систем кој што би бил колку толку природен? Монетарниот систем е дел од економскиот систем на еден општествено-економски систем, значи и нормално финансискиот систем во капитализмот има важна улога и таа е улога која се повеќе расте, бидејќи важност, бидејќи има процес кој се нарекува финансиализација. Финансиализацијата е кога се поголем дел од капиталот не се вложува во средства за производство, значи производен капитал, туку останува финансиски капитал. Па, рече го, наместо да организираат производство, тие вложуваат во акции. И една од причината за дополнителната нестабилност на современиот капитализам е оваа финансиализација, бидејќи многу полесно вие можете да ги извлечите парите од одредена компанија или земја за која се слушнало дека е во криза и дополнително да ја создадете криза на земјата или компанијата,
Отколку, на пример, ако ги имате вложено тие средства во производствени капацитети, па така лесно не може да го извлечите капиталот од таа фирма или земја. Она што дефинитивно се случува на светско ниво е тоа печатењето пари без одговорност може да го има само привилегија само на водечката земја во светот. Значи не може било која, сите останати 200 земји не може тоа да го прават, но водечката земја може слободно да штанца пари и да ги дели и луѓето да им ги даваат своите тешко тешко создадени стоки за некои релативно ливчиња кои можат лесно да се печатат во релативно неограничени суми. И една од причините за американската моќ е токму оваа нивна способност да печатат огромни количини на долари без да можат нужно да создадат инфлација во тој план. Но она што е важно тука да се забележи е дека иако расте количеството на пари, на монетарно богатство кое го имаме, тоа не значи дека го следи и материјалното богатство позади себе. Има невидена концентрација на богатството во мал број раце, на парите, и тоа е голем проблем на денешниот систем. Значи, ние стигнавме до ниво на концентрација на богатството, кое, да речеме, може би за Маркс би било несватливо. Значи, ние сме во ситуација кај што помалку од 10 луѓе, значи 6, 7, 8, поседуваат исто богатство колку половина од човештвото. И сега замислите, од една страна, 6 души, ние сме двајца, уште четворица ни фалат за 6 души. Од едната страна, и замислете 4 милиарди луѓе. Нивното монетарно богатство е исто. Таква концентрација е невидена и кога зборуваме дека може општеството да премине на социјалистички принципи, треба да го имаме следниот податок, дека општественото богатство е исклучително големо денес. Она зошто ние тоа не го гледаме е бидејќи тоа богатство во голема мера е концентрирано во мал број раце и нас не ни припаѓа, но тоа е општествено богатство, тоа на сите нас ни припаѓа. Ако тоа е демонополизирано, деконцентрирано, тогаш одеднаш ние можеме да живееме подобро, иако тука е многу важно да се посочи, значи, по линија среќата со пари не се купува, не е материјалното богатство единствена основа за добар живот. Значи, добриот живот го прави примерно, пристојно ниво на богатство, а не што повеќе. Значи, нас не треба да имаме доволно, иако ние знаеме што е доволно, а не да се стремиме на што повеќе, као што не поттикнува, подбуцнува капитализмот, тогаш ние може да имаме многу подобри животи со помало трошење на ресурси и на пари. Сега за крај едно така провокативно прашање. Јас се почувствував многу лошо кога сватив дека со приватизирањето или со дозволувањето на приватни болници, приватни училишта, приватни универзитети, приватни научни институции, запрепастувачко беше чувството дека во здравството од пациенти станавме клиенти, во образованието од ученици станавме повторно клиенти, во науката од наука насочена кон научни истражување отидовме повторно во наука која што служи да оправда одредени идеологии без разлика какви се тие. И сега, затоа што заклучокот е, ако сме клиенти, а не пациенти, нашата бивање хронично болни е од интерес на тие кои што ги имаат болниците. Ако сме недоволно образовани, односно само приучени, секогаш нови курсови, нови до образувања,
да, сето тоа е нормално во контекст на новите технологии, но луѓе стануваат во денешно време магистери и доктори на науки со таква леснотија, а истовремено е, ученоста на луѓето, знаењата кај луѓето стануваат се помали и помали. Е, Како овој феномен да се соочиме со него и дали има можност да се вратиме чекор назад и ова да биде сепак во општествена контрола? Да, например, ете, околу чекорот назад ќе прокоментирам кратко. Кога се движите по погрешен пат, тогаш она што е важно е да направите чекор назад и да тргнете по вистински пат. А, тука имаме еден проблем околу тоа со клиентите. Општо, перцепцијата која нас ни ја создадува е дека ние фактички, и многу е важно како човек се гледа самиот себе. Ни создадува впечаток кај нас, го негуваат тој впечаток дека ние сме господа. Господата едноставно и веднаш ќе го сетите колку е застапено тоа однесување. Господата е човек кој седи во фотелјата, другите работат за него, а тој неговото е само да кажува како работите треба да се направат за него да му е добро. И многу луѓе, вклучително експлоатираните од системот, работниците, наемните робови, она што тие го имат впечаток на себе перцепција, е дека тие се господа. Па имаме сега една ситуација кај што оние кои реално се наемни робови и кон чие ослободување треба самите да се стремат, тие се мислат дека се господа. И кога имате таков впечаток дека вие сте господа, а фактички не сте, тогаш некој друг ги влечи конците. И сега, например, бидејќи капиталистичките центри на моќ, например, им требаат болни луѓе за да им ги продават нивните лекови со цел тие да осваруваат профит, значи профитот на капиталистот е во водечката цел, а не здравието. Ако ги поставите работите така, тогаш ќе се трудите кај господата да создадете чувство на подценување на водењето здрав живот, на подценување на здравата храна. Бидејќи луѓето што подценуваат здрава храна, само тие може да ви станат ваши потрошувачи на стоката, која како сека ќе создаде за вас профит. Во однос на образованието, исто така. Значи, со приватизацијата на образованието испадна да се создаде одреден клиентелистички однос, кај што вие плаќате за дипломата, другата страна ви дава диплома. Купо-продажен капиталистички однос. Така не треба да биде. Али, од гледна точка на системот, секогаш е поволно луѓето да едноставно ги држите во заглупена положба и го има, многу е жалосно да се гледа тој процес на заглупување, кој го поттикнуваат, бидејќи само заглупена маса може да се држи под контрола. Ако човек стане свесен за својата ситуација, тоа е за својата реална ситуација. Тогаш тоа е првиот чекор кон негово ослободување. А ако не стане свесен или дури ако го има механизмот кај што луѓето сакаат да го живеат својот живот на автопилот, наместо да се соочат со лошите факти околу нивните живење, тогаш за центрите на моќ е најдобро, но не и за нас самите. Само ако престанеме да го живееме животот на автопилот, тогаш можеме да навистина почнеме да ги живееме нашите животи, а не само да ги арчиме животите.
Ми дојде едно последно прашање поврзано со се што е актуелно, ќе ми дозволиш, значи многу накратко, твое мислење за вештачката интелигенција. Што таа ќе направи? Дали ќе го подобри или на полошо живење? Ова ќе го кажам како голема разлика во однос на решавањето на климатската криза. Секој обид за посериозно решавање на климатската криза се блокира кога ќе се дојде до точката, ама тоа ќе значи губење на работни места. Кај вештачката интелигенција се кажано, тоа ќе доведе до огромно губење на работни места. Резултатот е сосема спротивен. Без разлика ќе се прилагодиме. И сето тоа ви кажува, центрите на моќ, оние што ги имаат парите, тие го контролираат дискурсот. Ако нешто им е во нивна корист, тогаш не е проблем губење на работни места, бидејќи тие нема да страдаат. Работниците ќе страдаат, обичниот народ. Кај климатската криза имате спротивно, имате глумење дека се загрижени за работните места, само бидејќи решението на климатската криза не им одговора на центрите на моќ. Нешто што треба луѓето да размислат кога мислат дека фактички центрите на моќ им налагаат некои си зелени стандарди кои биле во корис на центрите на моќ, а не во корис на обичниот народ. Ова разлика во однос на реакцијата треба да им кажат како стојат, како навистина се поставени работите. Центрите на моќ во нивни интерес е да се изврши дополнителна автоматизација и аизација, додека не е во нивни моќ решавањето на климатската криза. Дефинитивно ако значи најблагиот резултат од климатската од АИ ќе биде огромно губење на работни места, но имаат некој план како да се справат со тој огромно создавање на вработеност, бидејќи тоа ќе создаде нужно социјални немири. Универзалниот приход ќе влезе тука во игра? Тоа може да биде едно од решението, но тоа е социјалистички начин на реагирање. Она што мене ме плаши е дека ќе одат со фашистички начин на примена и тука она што го гледаме во овој момент во Америка преку ловот на имигранти и создавање на репресивна држава е она како планираат веројатно да се справат со зголемената невработеност, меѓу другото и создадена од вештачката интелигенција, значи со сеење страв да излезеш на протест или на штрајк. Така што, за жал, ние се движиме во сосема спротивна насока, во насока на фашизација, и тоа е, за жал, цената која ќе ја платиме поради и нашата неактивност и нашето потпаѓање на непријателската пропаганда, во случајот мислам на пропагандата на капиталистичките центри на моќ. Здравко, ти благодарам за ова гостување. И јас ти благодарам за добрите прашања. Се надевам дека поттикнавме твоите слушатели да малку поразмислат на дадените прашања.